Еве ја топката. Веќе ги имаме првите коментари. Добро вечер за сите. Ние опуштено вака седиме, се јавуваме директно од Australian Open. Australian Open моментално е широк со как битола. Си пиеме коктелче, ги покануваме сите. Што се дома, немаат што да прават, немаат идеја, друштвото им е негде заминато, ги мрзи да излезат, нека дојдат овде. Во, како се викаше, Папас кафе, ама не бев сигурен дали со З е напишано или со С. Во Папас кафе ги каниме сите, тука ќе гледаме вечерашниот меч, мечот е Франција, големата Франција против нашиот омилен Исланд. За да јас не седам сам, како будала да зборам сам, кога седам сам и гледам во камера и зборам, се осеќам како да сум на утринска програма. Ај тие колку се откачени што седи сами осабеле збори, ама сам како било времето ваму, какви се патиштата во Источна Македонија, во Западна Македонија. Седи сами збори, мене пооткачено ми оние што се јавуваат. Утринска програма, викам кога станаме да се јавува? Станува специјално за. Станува во 5 саат сабајле за да биде свеж бе. Да биде свеж, уште сипол, нит гласот му е фатен. Уште спрема нешто што ќе праша. И да, и спрема концепт како да прашува, да збори, да разговара на зададената тема, вака во државата, онака во државата. Ја да се јавам во 7:30, абе со гласот кога ќе се јавам целиот рикнат. Не бе, они свежи во 7:30. Чешла и се. Да, и чешла и се. Убаво. Мој гостин денеска е Игор Дранго, професор по, како кажавме? По бизнис. По бизнис. Да, кратко бизнис, економски стручни предмети. Економски стручни предмети во долната гимназија. Во долната гимназија, со таки даскало. Игор, значи ти чим си по бизнис, значи ти си пун пари. Сум. Ти си милионер. Не е Пази, далеко разбирам вистина. ја да е некој бизнисмен, така? Така. Ама да е професор по бизнис. Тоа е нешто поќе над бизнис. Значи, ало, он е професор по бизнис. Јас сум го учил бизнисменот како да направи пари. Доаѓа бизнисмен кај тебе и вика како да направам милион. И ти му покажуваш све, му црташ и он прави милион. И самиот сведок сум. Ја имам милион, така, некој може би има повеќе и така. Ама добро, ти си професор. Јас сум професор. Ама кој е добар професор? Кога ученикот ќе биде многу подобар од професорот, тоа е добар професор, значи добро си ги научил. Точно. Има добри бизнисмени во битол. Да не звучам нескромно, мислам дека така е. Многу добри бизнисмени, добри политичари, се е добро во битол, апсолутно. Те слушаат Полицава е учениците? добра. Ево малце сериозно ќе кажам, учениците се добри, значи какво што е времето и не се лоши, значи. Така, едноставно расположени се образование за во бизнис. малце во некоја криза, така како и земјата, како и се останато. Но сепак има голем интерес за бизнис, не само Има, за така. предметот, општо за економија, за насоките во животот, за сите сакаат да бидат успешни, сите сакаат да бидат менаџери. Дали не мислиш дека тоа го донесе Западот? Ја мислам дека тоа го наметна Западот. Го наметна, да мора да се биде Сашко, милионер? нешто да кажам, се извинувам. Значи, проблем. една мала дигресија да направи малку што го разговараме. Значи, ја воопшто не сум богат човек, богат сум во душата, богат сум со пријатели и така натаму. Зарем не иронијата не голема, ја предавам менаџмент, економија, бизнис и така натаму. И да имаш 2 знам милиони сите евра, дефиниции, а неам ни така апсолутно. Ама тоа не знаеш знам. што покажува? Многу си јак на теорија. Тоа е. Добро, многу јак. така, да не звучам нескромно, ама тоа е тоа, така. Фудбалот Значи да на не теорија, почнам. не бе, нема егале за Јак сум на фудбалот. зборот, бе. Јак си на зборови. Сака фактор да бидам, знаеш? Да? Многу сакам. Што збориш? Играше нешто во драмско, Па нешто имам аматерско? неколку представи, ама знаеш мој бе, немој бе, каде сега ќе се слекуваш на сцена, бе. Немој бе, И знаеш на како- тоа прво На помисли? тоа бе прво го мана, знаеш, татко ми бе, немој бе, домаќини луѓе сме. Ние да ти кажам, семејно, прадедо ми беше учител, баба ми учителка, прабаба ми. Дедо ми учител, баба ми учителка, татко ми учител, ја учител, мајка ми во Со администрација напредни даскали. во средно училиште. Све. Никако не мојме глада крениме. Од Форд нагоре количе не мојме да Никак. Ни мечка, ни БМВ. Во образование Ништо, толку се стига? Сите сме во образование некаде 150 години уназад. Па добро бе тоа одлично. Даскали. Скали. И ако скршниш од пато, кој бе, не чиниш. Срам да ти е. Црна Кафанџија, овца. то не е за Црна нас. овца си ти. Да. Ти да си отишол на глума. Тебе ќе те оцрнат, нема да те викаат ни на слава, ни Нема на родена, ни шанса. на Еден крстенка. отиде во глума од тие нашите, тоа беше овој, знаеш. Тоа е мојот драг Цимер, колега, да твој, го поздравам. Да го поздравиме, Мојот да. драг колега и цимер од прва година на факултет. Ако не Огнен гледа, Дранговски, Огнен, многу да. ценет и многу добар актер од Битолскиот театар. Така. Ќе го надминиме и негово актерство. Да го Игор ќе го помине. Ќе го поминиме. Што, па нека дојде оно. Па нека дојде ако не гледа, кај да е. Да.
Вака, значи што викаш, они те слушаат, само да видиме. Ученициве се супер, значи не им фали ништо, Ја читам едноставно треба да имаш хемија со нив. Значи фидбек. Како е постигнуваш тоа? Како професор си ти? Абе нема, јас сум роден професор, ти кажам. Предеден Добро, учител, тебе ја тоа кога ми го влегов сите, мислите дека се Ама знам. како си строг, многу близок со нив? Апсолутно не сум строг, апсолутно гледам да бидам прифатен на нивни начин. Имам емпатија за нивните потреби, значи навистина страшна емпатија. Се уште сум млад во душата, мислам дека може би помлад од нив. Во душата имам лично како 16 години. Ти си млад во душата, јако вака изгледа. Млад, јако. Фала многу. И ја исто. Знаеш дека деца пред зграда почна. Не знаеш дека ќе бидам стар. Извини, кога? професор. Кога дете пред зграда ќе ти каже добар ден. Чичко. Како сте? Ја му викам, бега таму, бега ми да шитнам едно. Кажи ми здраво, викам, што правиш, како си, викам, на ти, како бе на вие. А они нормално, тие се добро воспитани, али штом отидов ја некај чичка. Дали може да ти кажам една дефиниција за старост најдобро? Ајмо, Малку сериозна е. Ајмо. Значи од Федерико Фелини, знаеш што е твоја фела, Како не, респект за него. Фелини? Вака вели, човек е стар кога има повеќе спомени во животот отколку планови за животот. И многу добро, ова не сум го Страшно знал. добра дефиниција. Федерико Памтете Фелини, го. памти тоа. Да, Цитирано бај Дранго. Одлично, Федерико одлично звучи. Фелини. Кога да. имаш повеќе, Планови за животот тоа не, си млад. помалце, да. Значи кога имаш повеќе А спомени, веќе имаш колку многу планови- повеќе спомени, а немаш толку веќе Да, планови. јас затоа се чувствувам многу млад, еве. Што имаш многу планови. Значи имам страшно многу Што планови. имаш планови? Па имам многу. Прво планирав на време да се богатам до 21, не успеав. Одложив до Ама на 31. теорија си... Па не Ама успеав, на али теорија тоа си сум. джам. Се одложив до 45 негде, имам уште една година две. Ако успеам, Па после ќе почнеш со спомените. На времето кога планирав што да се сум обогатам. Сега, например, му се фалам на некои млади, шо бев ја на времето, шо бе, све на... Знаеш, на она паѓа кој ќе Да, ме да. виде, кој ќе влезе во кафич, то чудо нешто, 30 од мене поглед не гледа. Абе, каки 30, па ти една да ме видеше, моја Колку са? Здрави. 47. Кажи ми, професор, ти дали спортуваш нешто? Спортувам, сум спортиста пар екселанс, исто така, се чувствувам многу добро. Играв многу добро фудбал, до 8 до 1 година некаде. Да? Ама повторно големо влијание моите, значи мора да учиш бе, што ќе ти е фудбалер да си во животот, така? А ти тренираше А активно? тренирав активно, тренер ми аха, беше здраво, Ѓоко бе. Каджиевски, значи популарниот селектор, да го поздравам Како во не, овој момент. поздрав и до него. Значи бев доста талентиран во тоа време, доста спортував, не пушев цигари, не пушев алкохол, имав одличен здрав живот. Ама после влезе у После бизнисот. тоа влегов. Не, влезе у бизнисот, после и парата ти искали, не? Така. Ама ти знаеш што треба? Еве сега сме на тема фудбал. Да. Ти треба да почнеш сега бизнис или бизнис план со млади фудбалери. Не, работам на еден друг вид на бизнис сега, На например, како? одам по кладилници и на тој начин Па добро бе, еден па лош паси со пример за фудбалот. младиве генерации, Не бе, паси така. со фудбалот и тоа е Пасам бизнис со стратегија. фудбалот, да, тоа се Значи баша- на право место си со правиот човек. со правиот човек, гостин. точно. Ќе име обајцата после. После Да, одиме, веќе имам нешто пишано, ако имаш влези, ако шема добијам. разработена Све имам разработено. за Јас 50 денари, 20.000. 20.000 денари, да се искочи на И плата, како беше? така За едно падна. За едно пано, стално за едно. Стално е за едно. Стално за едно. Иначе во Скопје знаеш што е најпопуларно? Што студираш? Бизнис менеджмент. Значи, кого и да прашаш Не, студира бизнис бизнис менеджмент, се. менеджмент. Се. Да ги прашам што се разбираат од бизнис и што значи менеджмент во бизнис, мислам, не знам дали ќе знаат една ваква дефиниција да кажат кој што ја кажат Нема пред Фелини. нема шанс, точно да. Иначе, Тоа за Фелини не е дефиниција, А, што го добро. кажа, Као тоа е мисла? вистина. како Тоа е мисла, тоа е вистина. вистина, да. Тоа е вистина, тоа е факт. Али ја од бизнисот верувам во еден неа, да. цитат да ми дадат од книгата. Еден цитат да ми дадат, дали ќе знаат, посебно ме Што приватира. вика еден мој постар пријател многу, мислам, моментално е на одмор во Грција, иначе веројатно ќе беше со мене овде. Мислам дека и тебе ќе ти биде интересен и дека и Да. ти ќе се смееш со него. Поздрави. Значи тој вели, нема запирање во животот, едноставно вика твоите предмети ја да ја предавам, ја читам првата страна и веќе на втората заборавам што сакаше да кажеш на првата. Така, значи толку се тешки, толку се обемни, да. Значи све е тоа гола вода. Оди бе биди практичен малце во живот. Дај му на детево нека Например, научи како нешто тебе. што сака. Како мене, да. Точно. Значи јас создавам во однос на тоа. Значи не пренесувам само знаење, не пренесувам само бизнис менеджмент, не е ни важно, така апсолутно не. можеби. Па пред малку го Така. зборевме тоа. Тука Тоа е материјализмот кој што влезе кај нас дебело. дебело. Така. Да. А материјализмот е влезен, види, ние луѓето сме Дебело? не сме како што треба. Не ни се нас криви нити политички елити, не ни се нас криви нити констелации европски, Сами, па не сами. мразат македонци сме биле, ама сме. Нема врска, значи. Суштината на народот е малку на човекот, така, она Томас Хоп, знаеш, homo homini lupus est. Неќум бе да успееш, така, од шо мака. Или ако
тебе вечерава, затоа што мене ме начека за на емисија 2 минути несреден, прејаден, така, ти си среден, Се пријаде? угледен, Вие и како така кажа натаму, пријаска, да знаев дека сум гостин 2 Два дена. дена немаше да јадам, да, навистина. Ме начека и знаеш како тоа е себичлук од страна твоја, така. Не, баш ми е драго што дојде гостин, кога веќе сме кај материјализмот. Да Значи, не почну такмицава. не, уште малку, уште Може 5 да се минути направи. имаме. Да, слободно. Значи пиеме чај, јас пием чај од маргарита, он пие чај од сливи. од јачмен. Од јачмен нешто, Тоа чај од јачмен. нешто со своји зборови. Со своји зборови. Вака Игор, кога спомнавме тука материјализам, се покажа посебно на ова првенство и во премиер лигата дека Идиш на мој терен сега. да, натака идеме сега. На мој терен. Дека може и мал клуб со многу малку пари да стигне до титула, а еве денеска имаме таква репрезентација во која што има само 100, значи во Исланд има само 100 професионални фудбалери. 100. Еве стигна до четвртфинале, а можно и до полуфинале. Иако тоа е една многу голема Франција, 5-60 милиони. Точно. Иако е тоа еден гигант фудбалски и спортски гигант, ама може денеска да се оствари нешто, да се случи чудо, така? Види вака, ние франкофоните што сме Ајмо, на ти си за Франција. Ние Иначе така гледаме, сме седнати. Значи, Види, вака, еве овде седнат кај француско. значи ние франкофоните не можеме Повелете. така да гледаме. Пле, Си месие, оплеми бон друго, значи. Добро. Својот фудбалериве. Како во прво лице збори. Во прво лице, ние, Битола се во прво ние лице. франкофоните што Да. сме, така. А исландјаниве, на пример, јас не Тоа се знам, викинзи, рибари. рибари биле, Рибари, да, точно. викинзи. И денес гледав на социјалниве мрежи, сега не знам дали беше, немав нерви и време да трпение да отворам, мислам, терениве им биле надолу. И како научиле да играат фудбал, демек не дај Боже И па да со промашиш затрчување. гол и треба да трчаш ти по топката, разбираш? И затоа биле толку спремни и толку Они тренираат на рид нагоре, на рит нагоре. да биде појак, затоа се многу добри на рамен терен, Супер разбираш? се. Ја на пример ги неќам лично од мои лични, она како да кажам, себични причини. Значи никогаш Кога? Исланд? Да, Исланд не, ги сакам како народ, како Да. загубив све поради нив. Така. Ти си загубил во твојот бизнис план. Чист, во мојот бизнис план едноставно Наваму статичка промена. На тоа, да. На ова? Бизнис планот ми отиде ради Исланд, ради небитно да не набројувам, да Само не да ти бидам кажам, сега те Не, ој разбирам то така. и твојата омраза е основана. Основана. Твојата омраза е основана, Сакам подкрепена со вечерва факти. катастрофа да биде, значи. Катастрофа да ги урнисаат 4-0. Значи ја го Не, сакам како Бразил Германија ше урниса 7-1 или колку? 7-1, така беше. Значи сакам да се урниса и да добие народов, бе. Јас сум за народов, така. Абе така бе ние сме Абе со доста народот ќе ги цело. богатиме овие оние, така значи да добие, а ќе добие ако победат фаворитите, така. Така, а Значи, и така Знаеш значи ти цврсто стоиш за Франција. пријател во градот, значи дружи се со богат и забиеш богат, така Аха. размислувај богат да забиеш богат. Дали гледате, Доци, драги да. ученици, како размислува вашиот професор? Е, Дружи се со богати и паметни. и Не, памет. јас викам вака, Во мојот сега, професор викаше не се дружи со Од неталентирани. средно професор или од Не, професор од факултет. Кој? Професорот Милчин. Милчин, Он да. викаше, не се дружи со неталентирани, вика ќе те повлечат. Затоа што тоа Ќе те уништат, шири. најсериозно, Па не, он да. шири околу себе некаква аура, некакви минуси, те повлекува, вика, немој да се дружи со неталентирани. Така да, тука сме некаде на слична Ова теорија. слично, Сашко, многу вака интересно навлегуваш во дебата, значи јас цело време вртам Така, добар сум. на шмек, Како на професор. се обидувам да бидам шармантен како тебе, ако ми успее еден настас ќе бидам пресреќен на баш си. светот. Ама некако ти навлегуваш во мој фазон, сака се обидуваш да бидеш малку посериозен, што и не си лош, супер си. О, Се да ти молиме. кажам една работа. Види, значи вака пишува во однос на енергијата. Јас се обидувам некогаш поет да видам, така чисто сега се чувствувам поет во душата. Ко Златко Калински. Ко Златко Калински, поезија. спортска поезија. И јас, на пример, кај да си изразам тие своји мисли, си пишувам статуси некојаш. Така и, на пример, вака е напишено, статуси беше многу еден интересен, цитат. многу прифатен од видни, да речем, луѓе од областа на поезијата. Да не почни фудбалот, бе? Не бе, што 10 минути имаме. Остай го статусот, да така почнеш мани го, со- нека почни бе да фатиме. Не, он таму се што нервира, треба. он Се сега нервирам, толку бе. е име накрвавен на Исланд. Закрвен Бај сум до чека да крај. почне ме сака удри у по 45-та секунда да дадат. А знаеш гол кога концерт. мразиш некој, кој ќе те удри по джепи, не дај Боже лично. Тачно. А ти речам што прави сега ти ора, мајка шајка не. Значи вака цитат? пише. Од цитат од мојот статус, Од да твојот тоа се статус. лично мој, Ајмо. значи не е Федерико Фелини, не е ништо. Например, постојат луѓе, ќе ти цитирам целосно. Постојат луѓе кои што многу ти сгрешиле во живот, многу во наводници што може да се истрпи, така? Добро. Ама едноставно не ги мразиш. Може да седиш со нив во кафана, може да пиеш со нив, па може би да си речеш и живели и на здравје и така натаму. Не ти. А постојат луѓе кои што ништо не ти погрешиле во живот, пронаоѓај се во зборови.
а едноставно не ги поднесуваш. Бегаш бе. Ќе видиш во кафана, ќе видиш во кафич, ќе видиш во библиотека, не знам каде или на некоја фарма. Јас само бегаш вака, веднаш. кога ќе седнам, се осеќам непријатно во неговото друштво, а он најнормално разговара со мене. Ако го имаш тоа чувство на толку млади Да. години, свака ти час. Мене ми треба доста години да го развијам тоа Јас чувство многу кај брзо мене. така ги читам луѓето и не можам едноставно, он не ми изгрешил ништо, едноставно не го сакам, едноставно има некои минуси околу него. Дали знаеш што е поентата од сето ова? Поентата е во видливото, во енергијата. Значи тие што не ги поднесуваш, така, односно што ти погрешиле на кој да било начин, а ги поднесуваш, значи ти има изразено повеќе детски импулс во нив. А детскиот импулс е нешто неискварено, нешто И чисто. ама и тука е веќе отворена работа. Отворена Картите е, се отворени, значи он ти изгрешил. А те другиве разбирам. имаат скришно подло во нив. Живеат за лаги, измами, за Чувствува негде озборувања. во воздух. Негативни. И ја тоа го чувствувам, едноставно ми сежи кожа, бе, ми сежи. И тука сме на иста Абе, фреквенција, абе, само на да се знаеш. сме исто, верувај. Тачно, Значи, тачно. ја ништо не зборувам. Гледате ли ве каков напамет. гостин си Абе, најдобар? Абе, слушај, Абе, не дајте гледаме фудбал. фудбал денеска. Пошто Гаси, како го одиме фативме на- муабетот, ова ќе трае до 11. Тој ме на без љубов престан. са нешто. На љубов, на На емоции. љубов да одиме. нешто. Не. Инаку, ова што спомна за луѓето за енергијата, тоа често Гарантирам. се смеам, англичаните. Најди на англиски превод од душман. Душман. Ова што го збориш, човекот кој што не ти изгрешил отворено нешто. Enemy, нема. Не, енеми е непријател. Enemy е непријател, Ја го почитувам мојот непријател како енеми. Точно, респект за Затоа него, што он отворено е против мене, не ме сака, гледа да ми наштити, Точно, така, ама ја тоа го знам. А душман јаде со тебе, прави живели со тебе, А најлошото он е многу те сака, али тоа е душман. Ај, најди ме на... Значи, еве вака, давам награда телефон кој ќе најде превод на зборот душман. Еве награда телефон, кажи чии телефон ќе даеш. Не бе, овој ќе го дадеме бе со поп. Не бе, овај. Не бе попски бе, поп 4. И тоа поп не е А да си го 4, земја, за финале поп кец ќе даваме, ово е четврка. Стварно давам. Кој ќе најде за душман? Значи душман е тоа. Душман е, он е тука. Он е Види, многу лука. Он е Јас многу насмех, сакам он е турците, многу- сите турцизми во нас. Душман е Не знам, турски збор, значи, да. очигледно големо влијание имаат врз нас 5 века. Па добро. Многу и сакам, не гледам турски серии, освен една гледав можеби помалце. И псевдоним ми беше на профилот баш главниот лик од таа серија, Полат. Еш, измеѓу нас. И Тоа е син му на целат. точно, внук на старцине. Зборот ми е, значи има страшно многу добри изрази, добри начини, добра култура, значи тоа беше Добро, друг Нешто јазик, невидимо. дури Да. побогат. Вака, вчера знаеш каква тема? Ова е за гледачите и следбениците на futbolmania.show.mk. Вчера отворивме тема свадба и фудбалски надпревар. Охо, Значи што е што? некни. Еве некој ни пишал, само да го најдам кај Ме е. познава еве. некој бе? Младожен... Почна, сега ќе прочитам. Ајде да видим. Јордан Јоце Смилески вика, младоженецот, нели, Така. во темата фудбал, Некој што младоженецот преспа. е очајниот голман кој прима гол во последна минута. Само да пази да не му биде 3-0. Да не му начукаат многу голови, да не му ја напорат мрежата. Не, За да е Јордан гол. Јоце Смилески една мајчка. Една мајчка. Еј, вака дам. Подароци вака дам. Стефан Стојановски вика, дали може во Битола, бидејќи сум Битол, ова да си ја подигне маичката. Да. Добро, а сега ќе одиме на професор, само да го најдам. Јас сум малце глуп за техника. Еве. Некој вика Александар Гичевски Добро, вика не сум Франција јас ќе тепа сум 2-0 контракан, вика. ама Ова е со 2-0 тебе. е тој поздрав за мене, дај му мајица ако имаш од 3-0. мене. Александар Коцев вика 3-0 тепа Франција ќе доминира денес. Франција мора, тој 3-0. Боате се викаше Пает. Еве вака. Мој фаворит е за играч на Александар првенство. Гичевски, ако го погоди резултатот мајчка му даваме и Мајчка. Александар Коцев ако го погоди ама точниот 3-0 му даваме мајчка. Значи Мајчка, пишете у режија ако Александар погодат Александар Гичевски 2-0 вика, ако погоди мајчка, и Александар Коцев, ако Коцев, ако вика 3-0, а ако погоди добива исто така мајчка. А што сакав друго да кажам, денеска отвораме тема фудбалски надпревар. И свадби? Не, вчера беше свадби, денеска нека биде широк сокол. Широк. Може. Е така, Овој, кој е судија на Градски, широк сокол? урбано, се. Како смееш да излезеш, каков е дресот, Крај. кој е тренер, кои се мажоретките. Значи, еве јас ја отворам темата, на полувреме ќе поделиме подароци на тема како вчера што беше фудбалски надпревар, тоест фудбал и свадба, денеска фудбал и широк сокол, такозвани Australian Open. Да. Ние одлично си испоразговаравме со Игор
баш ми е драго професор. Сега сме на распуст, така? Па званично се уште не, али Уште не, ама да, нема веќе деца, сме, не, веќе сме оценки така, да не поделите. се правиме многу сега дека. Поделите, оценки поделите. Па поделивме оценки и завршивме со Уште малку сите програма. административни работи, буквално уште еден можеби состанок помеѓу наставници, таkozvani наставнички. И толку завршуваме веќе во понеделник. Наставнички совет, да. Кај си на наставнички? за goodbye, Кажи така колку е со- глупо, да ти сврти. Женет? Женет. Не праша, женет? Женет, Кај си? да, На женет, наставнички. да. На колку наставнички На си ти колку бе? си Глава да ги нафрлен. Кај си на наставнички сум? Се извинувам, може има малолетни што не гледа. Нема врска, сакам искрено. Види, јас имаше еден водител во, да не ги менувам кој, дека повеќе беше политички аналитичар и од тој тип, например, многу го Да, дека ја и ти сме омаловажуваат фудбалски и експерти. многу- Ние сме фудбалски експерти, на друга извинувам. страна сме. Например, многу ги сакав неговите искази на телевизија вулгарни. Аха. Па што да се лажиме, ние сега ќе велиме, например, одиме, не знам, таму па правиме ова или она, ќе бараме Неку- соодветни изрази. Не бе, изрази се народски, македонски, така, и тој ги Знаеш- практикуваше тие Аха, работи. Не ми доаѓа да бидам како него, ама До респект за толку него, не. така, знаеш за кого, викам свака част. А ние знаеш каква тема имавме? Имавме дека во фудбалот има многу еротика. Па има, како, Посебно пази го ова. качување, слегување. Не, има, вика, меѓу нозе. Меѓу нозе, Влези му меѓу нозе. Да. Влези му од позади. Пази од позади. качи му е назад, така. Качи му, како е на битолски? Качи му е назад. Качи му е од позади, Да, така подкачи нешто. му од позади. Гледаш, многу еротика има. Добро, моево потекло е Истом јас сум овде роден, овде растен и Мито? така натаму, но сепак компаративно моево презиме потекнува од Дранговски, да стварно од каде? крајот на значи од револуционарниот крај, од Пирејот, од кај Петре Андреевски, така, од таму? така од Демирхисарско, да. Демирхисарко? Значи компаративно. Имав еден професор на факултет, има време да го кажам уште тоа кратко. Имаме, е. абе имаме време химната Значи тече вака се. велеше химната. Види ја, за чека само да види. франкофониве Не ја ни станувам знаат јас. химната, А, не, види ги. Не, ја знам, бе. Стално ме нервира бе, па Не, научи ја бе мајко му научи. химната бе. Што ја мумлаш? Значи, Овака се пеа. пунат нешто. Ако има врска од химната, ме Нема убиваш. врска. Кај нас кој не ја знае бе? Штета што не е нашата, извините прекинав. Штета што не е нашата репрезентација таму. Уживо ќе ја пеат на микрофон. Нашата репрезентација. Да. Само штета што не сме таму. Штета. Ние сме спремни со химна, Ние скапи никогаш дресови и нема да се. загубиме од Франција. Не бе, каква Никогаш, Франција, нема бе, ќе шанс. ми испееме химната на Увце. Нема шанс. На Увце ќе ја пеам ја низ публика ќе идам. Од А јас ред ќе на ред влезам како- за бакшиш. Ќе влезам како овие навијачи бе што се, па нека ми уапсат, па ако Гол? професор, ако ова гол. Гол, ќе влезам и да то негде гол, мислам, не. Добро бе, до негде, до пола терен, на така ќе Сакав се ова облечеш. да ти кажам. Имав еден да, професор на Демир Хисар. факултет и вака ми рече да не именувам кој, или ќе поздрав, Мацевски се презиваше Поздравјаме, Скопје, зашто поздрав да. до професоров. И вака велеше, здраво, добар ден колега, како се презивате вие, да ми читав индексот Дранговски. А, добро, можете полагате вие денес. Кај сте од Битола? Не сте од Битола, вика вие. Од кај сте, бе, кажи, вика. Од Битола, човек, сумат се. А вре, не си од Битола, што се прави сега, се срамиш од својата потек. Добро, велам, јас сум од таму, Демирхисарски крај нагоре. Така кажи. И што менувам, викам, ако сум вака или онака? Имаш, вика, две врсти на луѓе. Имаш планинци, пољани. Значи, брсјаци, пољани. Твоево презиме е брсјачко презиме. Аха. И ти можеш да полагаш денес. Ако бев од полемо, не можеш. Оти, малку ти е време за учење. Имаш многу И работа. имаше логика во сето тоа. И од тој момент навака, јас си набив некои географски предрасуди, знаеш. Аха. Значи, кога некој ми иде на поднебе. нерви, кога некој има негативна енергија за мене, прашувам од кај си бе човек, кај си бе? И ќе ми речи, например, да не именувам са некој села полски таму. Бе, зато си вако. Абе, брат, на свадба играат со пивата во рака. По полево, што сега видиш на свадба, играат ги бројат да стојат овде. Аха. Не може. Зошто било така? Оти револуционериве, поповите, учителите, како што биле моите сите учители, сите биле по планините, се криеле. Турците ги барале ни во Овие нашите долу села. работеле. А овие долу работеле. Чекај, бе, врви турчинот, така на времето, аскерот. Кај бе, даме учителот, така, тука бе не е мани ги овие само да копаат знати што, го барале во Смилево, го барале во Аха, она. тебе што на нива ќе го барам, не е будала да ме гроев на нива да иде да работи, оттаму во е планина ќе компаратив. се И крие. буквално, од селото каде што потекнува татко ми, така, значи, оттаму... Ова што кажа денеска можеш да одговараш, пошто си брсјачка ти е презимето. Брсјачко ми е, И да, текна имавме чисто, професор во средно, во гимназија, имавме професор кој што беше, ама не знаеш како, фанатичен навијач на Партизан. Па јас на Звезда бе, сега, што Он ме на ма- Партизан. Ние вечерта, ако игра Партизан, ние гледавме, не знаеш ли како сме навивале? Како да игра татко ми како да игра. Е толку жолчно сме навивале да победи. Пошто ако изгуби Партизан, има мајка да ти се расплаче утре. Од прв до последен. Кецови добиваа и тие со петки.
Ете, така бе. сите. И Ете, така и така требаш. бе. И Така така се развива треба, бе. нација. Така се развива фудбалот. А да гледаме фудбал. Више ништо не ме интересира ни фудбал, ни емисија, ни ќе дам отказ. Ќе ја свртат. Ќе видиш дека ќе ја свртат, ќе биде колку е сега 4-0? 4. 7-4 за Исланд. Памтим избор ќе ја свртат. Таков коефициент нема, тоа би бил 165 негде коефициент. Па толку бе осет да $7 нема. 165 Ама толку да се нема осет на пример. се нема, да. Слушај, се Значи, да префорсира сепат. дечки, бе. Ама да ова скрос е без Многу е, знаеш како, без до 8, 8 да влезеш, 4-0. до 8 да влезеш е тоа многу. и па сега до кај ќе иде? Ова ќе иде до 10-0. Киди до 7, до 7 киди. Значи кој? Рибари. Да. Оне што е рибара, Ќе мајка дадат му пола апотекар. гол. Ле. Ајр да видиш од парите што ќе ги земеш денеска што си ги играл на Франција. Ајде Е да така видам, да фала. знаеш. Почна. Инаку установивме По емисија каков е сме. нашиот спој, да. Да, Нашиот спој знаете каков е? Шоу бизнис. Шоу и бизнис. Денеска сме шоу бизнис во емисија. Ја и ти ако се здружиме, пара ќе скршиме. Цела штета што нас парите не интересираат. така е. Нас не интересира да тепа Исланд. Така. Мене ме може? интересира љубов. Љубов. Љубов и фудбал. Емоции, фудбал, љубов и фудбал. Значи, Љубов. не сакам политика, не сакам пари. Може би дека и едно и друго имам, многу, па затоа сум Да, бе, фрлен ти се. се па да предаваш бизнис. Шоу бизнес, Значи да. некој да предава бизнис, значи дека е фул. Значи, Сега ти покажам еден од вчера. Имаме рубрика, се вика Лука Лайк. Тоест, ако ти личи некој твој пријател, роднина, другар, на некој? пријател на Фейсбук, на познат фудбалер од актуелното европско првенство, ако не па може и од некој друго. Еве ги, само да го отворам. Еве го, Стефан Стојановски, Лукас Подолски, дојде во Македонија и одма се вработи. Само да отворам сликата. Ајде бе! Не бе, денеска ништо не ми оди од рака. Во однос на личење, ја имав еден фан на времето, многу го сакав тој фудбалерот, ја живеам се уште во 90-ти години. Негде, значи, на тројца или четворица типови респект, меѓу кои си ти. Меѓу кои си ти. Значи, иако си помлад од мене, али толку жолчно ме смеиш на овие емисије твои, значи од срце се смејам. Значи ја и цело моје семејство. Значи влагаш у тие без куртоазија, значи без форсирање на некои работи. Тоа се Милко Ѓуровски на времето, значи Милко Ѓуровски. Не знам дали го знаеш, брат на Бошко Ѓуровски. Да. И своевремено ми велеа дека сум личил на него, значи не можеш да ме замислиш со коса и со брада. Така, Да, некоја најчесто слика да најдем. па да најме не знам на Чекай само да ја на најдам ова профилот Лукас извам Подолски некој. што му личи, ама не може отвара. Еј, ќе земам ќе го треснам од земја, пошто сум нервозен за Исланд, знаеш Мани колку го многу. остави таму е. А Сашко, ја и ти се кладевне, така? Пратил нешто, не може го отворам. Се кладевне по Јас појадок са бајле, така? Со една од хостесите изгубив 2 пива. Две. Со мене загуби, Со тебе доручек. си знаеш тоа како? Абе за доручек знаеш? За доручек. Многу јадам на сабајле. Не. Мојата анекдота за доручек да те прераскажам. Мој колега снимаме филм овдека. Треба да биде на снимање во 6 сабајле. Го зимаат во 3,5 нокеска. Изморен, ненаспан, го го донесат на снимање. Доаѓа и му викаат: "Абе, слушај, заборавивме да ти јавиме. Вчера нешто не се досними, денеска изгледа нема да снимаш." Вика: "Бе, што да правам? А 6,5 сабајле. 7 више димнало." Повика: "Иди у соба." Иде он у еден од битолските хотели, да не правиме антиреклама, Так, не е так. битно кој. Иде у соба, станува 7,5-8 сат, не му се спие. Што да прави? Не му се спие, се расилен, се спремил за снимање. Поминува надолу и гледа доручек. Доручек. Вика: "Нека доручек." Поминува на доручек и го Чудна работа, доручек у 7,5, тоа е чудна работа. 7,5-8 колку било. Чудна работа. Не бе толку, да. 8 сат еве нека било, доручек со салфетката покрај рецепција поминува и го гледа оваа од рецепција. Девојката што работи: "Господине, доручковавте?" Да бе, да. "Да. Ами не требаше." Вика: "Како не требаше?" Фактички он дошол денеска у собата, неговиот доручек е платен за сад другиот ден. Но вика: "Не требаш." И му вика: "Па добро бе, што да правам сега, да идам да повратам." И он рекол: "А он вегетаријанец." Вика: "2 јајца изедам, бе." Вика: "Што да изедам? Ништо не сум изел." Ви ги бројат ли? Да. До шведска маса им бројат јајца. И ова Соломоново решение, размишља.
на рецепција. Господине, ако може, утре да не доручкувате. Ќе направи компензација, така, компензација. Нашла компензација. Забранети се Утре се тие да не документи, знаеш, доручкуваме. компензација. Да, забранете. Чекат почеток да ја отвора баваа Цесија и така натаму, све се тоа забранети документи и можеш да одговараш. Тоа ти можеш да кажеш во бизнес. Ја можам тоа да Молим кажам. те, раскажи ми што е цесија, што е рецесија. Па цесија е, например, ако сме јас, ти и Шанкерон онде, не видно, така, и сега Шанкерон има облигација на... Знаеш што е облигација? Чекај бе. Ќе Облигација, навлеземе па во така дијалектика. кажи бе дека облигација. Не е облигација, Не бе, ја би мислев да Значи, не е нешто облигација е друго. некоја Оно, крива. облигација било бе. Облигација, да, ме зее малцена. И сега имаш некое облигаторно действие на кај мене, значи долг имаш. Добро. Значи долг, пример, не, мене Шанкерон ми должи, например, 50 евра, така? Така. А ја тебе ти должам, например, 50 евра и сега автоматски се префаќаме на тој начин што ти го наплаќаш она што од мене го побаруваш од Шанкерот, така, значи правиме документ помеѓу тројца. Тоа е цесија. Значи можеш да го земиш за пример слободно како Дранго, Сашко и Шанкерон во Папас, така. И на тој начин затвораме круг. Разбирам. Со моите другари од Куманово. И сето тоа не е сериозно и документовано, заокружено со подписи така Дека натаму. ти Ладно, не ама можеш сега него- се тие документи и видови забранети имено, значи се вршат и разни истраги и така натаму. Што е забрането сега? Па тоа е, не, веќе со... Мислам, Па не е забрането, тоа регулирано. си постои, али Законски регулирано. подложно е на контрабанда. Знаеш што е контрабанда? Контрабанда е, ајде да почнем кажи, со па така дефиниции кажи, бе, сега. Контрабанда е она прикривање на данок, радеш? Аха. Значи, он Ал Капоне го затворија заради контрабанда, не ради тоа што убиваше, прикривање на данок, така нешто неважно, небитно толку многу. Сега токму цесијата е документ каде што постои доста простор да се избегнат направи данок. контрабанда на некои средства, на избегнат некои данок. пари. Всушност, што е целта кај државата, кога Слушај, добро сега таа за се бизнес бори, сака да значи, развива. кога целта е да си обезбеди своите пари, така? Значи, Ти низ слушај, ти си од даноци, бизнес. низ придонеси, низ такси, низ царини, така? 4 видови на приливи. За да може Сашко да земи плата, а и Јас Дранго сум да на земи држава, плата. добро. Значи, ти земаш повеќе од мене, башка хонорари и така натаму, не знам, ја не земам ништо. Ја работам само за Абе, како да ти кажем, ја имам. Ти предаваш бизнес, што ќе ти пари? Али во секој случај државата мора да си го земи својот дел. Добро. Иначе, знаеш, Тоа знаем. постои правило во Америка дека мора да се умри и мора да се плати данок. Да. Па и кај нас сето тоа се воведува и тоа е добро. Значи секој мора да си го плати својот дел. Значи сите да видиме честни и поштени во нас. Јас со Ај, моите другари да од мениме, Куманово, да. од деца што сме другари, сме многу блиски. И едно се Кумановец. испостави дека и тоа за мали пари, да кажеме за 1000 денари, Да. се испостави 7-8 души сме, се испостави дека не треба на никого да врати, ништо да врати, затоа што ја Тато ако ќе му врати. вратев, А, не, ја ако му вратев на овој, он на овој му дужи, овој на овој му дужи и на крај парите пак ќе завршеа кај мене и сватиме дека немаме никој ништо да ја дужи. Тоа е цесија? Тоа е компензација. Каде што Компензација, нема размена на пари и така натаму, парите каде се што тука, раздвижени сме. раздвижени се, тоа е компензација. Само тој документ се вика така и го заокружуваш действието на тој начин. Значи да знам што да им кажам, не сме Точно правеле така. цесија, него Не сме сте правеле компензирале. цесија, него компензација, точно. Чека, ова не може да го Јас отворам. компензација користам доста тој термин во односи на други работи, значи Компензираш. компензирам. Од дома точно, највише. од Па не дома, ми го отвара ова, нешто ме зафркава. Некој пратил дека некоја теткица личи на Рој Ходсон, ама еве не ми го Таа отвара. дека личи, доста Еве, жени денес. личат на Рој Ходсон. Па еве не, некоја дошто. тетка личи тука. Доста тетки личат. Сега ќе видиме во коментари само да видиме што имаме. Шо фаца ќе беше тој стварно, бе, мислиш дека во година. Доста тетки личат на Прилепска, Рој па. Ходсон. Да, Па така ми личи од се Прилеп. потекнува од прилеп, вака онака, како и да гледаш. И од Куманово. Чекајте, што е ова? Дечки, мене све ми се измеша овдека. Ја не знам, ништо више не се разбирам на компјутер. Сега на компјутерџијата ќе му давам овдека да провери. Некоја емисија ми се уклучи, што е ова? Јас го експерт сум препуштам. за овие работи, ама ај Нема сега се. дека Нервозен сум. Еве Така, ви го и јас сум таблетот. напнати сме многу, Не, ме, да. се нервирам. Јас сум среќен, ти си 4:0. нервозен. Јас сум среќен, ти си нервозен. Значи. Тоа е Што е бе па ти, па што оговараш позади камера? Ти Сандра, ти. Сашко може да се направи. Написе и вода и све. Не можам. Дај му го таму, каже не ми чита више ништо не функционира ништо.
Катастрофа. А цесија се прави со играчите? Сесија. Фактички, Се ја на прави. тебе ти го давам овој играч, он овамо и на крај кој ќе врати компензација. Компензација. На И крајот, да. гледаш дека така се прави тоа. Нешто Имаш така се- омилена репрезентација на ова првенство? Освен Па Франција имам, денеска што па мене имам, ми не, скинате например, 4-0. компаративно и сакам италијаните, чисто како народ, како земја, како Како ментален склоп, ментален склоп, значи страшен. исто така. Франција исто така, сакам не туку така сум вечерва, не само ради тоа да ти бидам душман тебе во навивањето, туку едноставно навистина сакам. Исландјаниве не ги познавам, така. Не ги познавам апсолутно, не знам нити еден фудбалер. Свака им час за играта која што ја прикажа, за она што се боре, сакам такви Да бе, супер игра покажа, 4-0. викиншки дејанија, обожавам Да, така. викинзи Јас се се тоа, гордам да, со македонштината наша, на пример, што така си го ние сме празувам викинзи. некојаш дека имам античко во мене нешто и дека сум навистина македонец, дека сум храбар, дека сум горд, али добро. Ја имам у нешто мене што е важно е антички добро да спомени, се кога ќе живее. заглавиме навечер, ступ се правиш, антички ступ. И Ступ тоа се прави. имам ја нешто Знаеш како? античко у мене. Го памтиш оној филмот Црни бомбардер, што беше? Како не? Да, со Бjelогрлич, така. Исто Дарко Бајч. легенда невидена, значи би отишол да побарам автограм од него. Тој филм имаше тој дечко до таму Бjelогрлич, водител беше на радиоемисија, Да, така. радио. Имаше црни бубачки. Мене почна да ми се уваат црни бубачки. Каде бе? Па не знам, после таква непроспиена ноќ, едноставно се заборавам. Кај бев, што бев, се. И сватив, ама најдов лек што е. Дека мора да си легнеш Дека порано. мора да си легнеш порано, да. Значи црни бубачки, знаеш, тој забораваш, имаше пејџер во него или нешто слично и снимаш. Да. Текнува, така? Знам. Добро. Ова сакав да ти кажам, by the way. А после за европско ќе свртиме, значи пред 4-5 месеци снимаше Раде Шербеджија тука филм некој или повеќе има, по некоја случајно себе као со тебе исто и 2,5 сата поминавме со него. Во едно познато битолско боемско место, Раде Шербеджија и пиевме Смедеревка поќе на кисела вода отколку на вино, значи неговиот пиелок. Човекот пиеше пристојно, убаво се. Видов на Википедија дека има 70 години, свака му част. Ја ги знам сите негови филмови. Почнувајќи од Пут у Вучјак, серијава, ја памтиш? Ова не ја знам. Раде Шербеджија беше учител во Вучјак. Ја Сценарио- него го памтам од Вариола Вера. Така се каже Ќе ти филмот. кажам и за неја. Али чекај, ја да ти кажам како сум се запознал, ова е ексклузивно за сите. Јас со Раде Шербеджија. Снимаме филм трето полувреме, јас имам сцени со него. Со царот. И ја викам, чекај бе, ја треба со него да се запознам, значи он снимал Холивуд, снимал со Том Круз. Кјубрик, Со со Том Круз Кјубрик, беше кај на Кјубрик Вивер играл. беше. Викам, треба да се запознам со него, како ли ќе се сретнам, каков печаток ќе оставам еј. како помлад. И одиме на проба, таму кај што државме проби. Он мене ме знае од фотографии, дека ја ќе играм, Да. лично не ме знае. И одам јас во тоалет, на писоар. Да. И од позади се отвара вратата, до мене застанува некој, откопча патент. Зп. И јас се вртам. Раде Шербеджија. И Голем патент. како од вицот со Дарко Панчев од К15 го памти скечот. И ја вака стојам и он стои и он ме позна. О, Коста, се викаме по ликовите, не по името. Да, Коста, викам, о, Дон Рафаел. Да се поздравиме, да не се поздравиме, да се поздравиме. Не се поздравивме и после отидов на шешма. Викам, па тука ли ме викам да го запознам, на писоар се запознам. Истото ми се случи со српскиот глумец Бранислав Лечич на фестивал во Белград. Црни. Црни. Истото, застанувам на писоар, викам, Торо, не, и реше више да не идам у тоалет по фестивали кога идам филм. Таму се наоѓам со Не сите. идам у тоалет. Да, се сретнувам. Може сега со Джеймс Камерон и со Спилберг ќе се Па сретнувам. може, јас би сакал да се начекам со некој друг, Со кој? Кидман. Ај, Дали со знаеш дека Анджелина на исти Джоли. ден Анджелина Джоли е родена со мене? Абе, што збориш? Да, бе. Личите. Стварно, Не, да, Бред Пит личиш ти. личам на него. Значи, Чекај бе, дајте го таблетот го. Ке го тресна. Па не можеме човече Ако да ти се врши нервирам. мојот бак. телефон Извини. iPhone работа, Извини, можеш брат. со него. Извини што те прекинувам, само да Нема видам. проблем, да. А, А е. не ти докажав за Пут у Вучјак, многу важно е. Секунда, само да Бе, видам. четврто деление која гледав таа серија, да не те деконцентрирам. Не ме деконцентрираш. Дека слушаат Немаме сите, тоа е нови. А, Страшно еве убава го. серија беше. Чекај секунда. Кај отиде бе? Страшно. Не бе, брат, јас сум така глуп за овие работи. Тоа е едно чудо. Немаме нов коментар, значи нема на кој да
мајчка мислам дека никој не гледа. темата беше, не гледаат, сите се гледаат. нервозни што губи Исланд. Да. Имаше само една лука лайк, после ќе доделиме на крај. Маичкава за дечкото што има пратено некој што му личи на Подолски, мислам, пишува. Може на личи на него, Подолски, да. некој му личи. Да. Качен на трактор, Убаво е да многу личиш качен на Подолски, фотка. симпатичен лик, убав лик е, Да. вистина. Убав дечко е. Многу ни е жал што ете нашиот омилен тим, тоест мој омилен тим, е нашата организација на Фудбал Манија шоу, губи 4-0. Тука некаде ние ќе затвориме, ќе се јавиме на крај за некои 45 минути, останете со нас. Постирајте коментари на тема фудбал и широксата. Поздрав до Гунарсон, кој што е рибар. Гунерсон, рибар. Рибареч. Рибарот изгуби денес. Рибар. Ништо не правиме. Со Али е петливи, супер, петливи добро излегува изгледа. повеќе. Се гледаме 45 минути. Чао. Еве го. Сашко. И Панде! Иста фаца се! Иста фаца се! Зашто Пандев? Панчев. Абе Панчев и Ајде, Сашко и Панчев. Иста фаца се! Иста фаца се! Иста фаца па и Се одјавуваме со Никола Пискачев. Пискачев, самото презиме кажува, и Александар Каревски. Овде со мене во живо навивавме за Исланд и што направивме? Ништо не направивме. Собравме само позитивни вибрации од гледачите назад. Сите бевме така возбудени и ова е успех, мала држава. Како Потих нас. за македонците дека да ги во растуриме. следното светско или европско. Ама да имаше трето полувреме. Трето полувреме, Трето да, полувреме. колеги сме со Сашко за трето полувреме. Ама не, и овде да имаше три полувремења, во третото ќе стигнавме до 7-5 за Исланд. Па добро Се тргнавме се. надевавме дека Ама барем- добро ќе беше, ја мислам. Што да правиме? Е крума. Успехови, овде успехови до. Бе, мајка расплакавме. Чекај само Ајде. едно видео да ви покажам. Пази го добро. Го знаете Конте, италијанскиот селектор? Како не? А Драгане, го знаете ли? Тренерот од Србија. Еве го. Пази да. Како ли мени овај? Како лимени бе. Лимени Ма е. пази како го измонтирали. Нападај! Добриот тренер. Сега кажи ми ти мене, чекай, уште една слика имаме. Само малце, еве ја сликата. Овој личал на Подолски, да му дајме ли мајичка бе? На овој? Ни го прати дека личал, ајмо даре? На Подолски му личал. Не. Не, На овој далеко не. е, далеко. Ама за тракторот, овој поише личи на Фергусон. Па нема... Ама не, тракторот е Фергусон. CMT 539. Добра бе мајичка за него. Еве, чекај само да видиме за кого е. Не може да го најдам од кого беше пред. Сега ќе го видим. Нек се јави. Чекај. И уште едно имаме. Оваа бабата на Војан Гличанесов. Како се викаше? Рон Даре? Ходжсон. На Ходжсон. Чекај баба, Пазите дали се више? сигурни со. Чекај. И ова е Ходсон. Личи. Ово е у екзил сега, бега, се крие. Личи. Ова Може личи. мајичка и за него. Може. Да се пријави на нашиот профил Дарко Сашко, да пише име и презиме, кај да му ја врачиме наградата, мајичка и за него и за претходниот. Кај требаше топката да испратиме? Топката бараме да биде донација на фудбалскиот клуб Јанимале, 4-та лига ФК македонска, или може да не видите, да не пратите на селски фудбал. Таа е интернационална страница на поправо балкански. Селски. Да, Ама селски. селски. На селски фудбал. Има да- Знаеш ли у Охрид селски фудбал едно такмица 70 и некоја година што завршила 137 спрема 1.
Вие да не имате некоја таква. Не. Дајте го маркерот ќе ја подпишеме одма за Генималеве. Дајте го маркер. Голема чест. Барете маркер брзо. Да ја подпишеме за Генимале, така беше? Генимале. Генимале, правилно че А што е тоа Генимале? Ново мало по турско раса. Генимала. Тоа ли е бе? Значи вие сте Ньюкасл уствари. Ньюкасл бе, да. Па дајте за Ньюкасл. Дај го, пушти го први слободно. Ајва за Ньюкасл да го подпишеме ова. За Ньюкасл од Фудбал Манија. Ако одиме на лига погоре, уште една ќе ни подарите, така? Тогаш и штуцни ќе ви поклоним. Ама ќе го напишам на кирилица. Ньюкасл. За Ньюкасл од штета не е Дарко Панчев. Сашко и Панчев, иста фаца, И овака ќе го напишам само Панчев. Па да ве гледаме на европско и на светско, повели. Пала до агента и тихо, така? Телеком. Телеком. Сега сме Телеком, ние се цело време се ребрендираме, овака да не се знае кои се. Лепо ли вадите, нема- има убајна да види ова. По зелени ливади. Има да лизга. Супер. Вака во Битола да идите почесто Баш ти фала. Ама и Дарко да го зема. и Дарко да земите барем некој пенал за италијаните да мани, ние бевме за нив. Ама изгубија. Штета. Не изгубија италијаните, не Хрватите. изгубија овие рибари. Хрватите. Хрватите не изгубија. Ке мора сега да навиваме за Германија, за Франција, за некој така. За кој ќе навиваме на крај у финале? Што викате ви? За Велс. 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 Велес. Велес. За Велес. Тито. За Тито Велес. Се гледаме на само да видам 6-ти. Во 20 часот и 30 минути, исто време, значи исто место, fudbalmania.show.mk. Чао од моето друштво од Широксокак до тогаш, а ние се гледаме на площад. И Лига на Македон. шампиони фак е. И Лига, Генимале Лига на шампиони. Чао.